Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисиба Нада, а во нив ќе гледате. Согорувањето мазут, но и отпати гуми штетно за животната средина. Надлежните со апел до граѓаните и институциите да бидат поодговорни. Повторно одложена реконструкцијата на автопатот Тетово-Гостивар. Новиот термин на надлежните е идната година. Денес беше пуштен во употреба водоводот во село Камењане, општина Боговиње. Ако оваа зима наместо газ за грејење се користи мазот, ќе настане вистинска еколошка катастрофа, предупредува експертската јавност. Дополнително загадување на воздухот ќе има и поради начинот на грејење на домаќинствата. Надлежните велат дека ќе се прават почести контроли. Набавките на јаглен и мазут за РЕК Битола и термоелектраната Неготино би значило и нивно работење со поголем капацитет. Мазутот кој ќе се набавува од Грција треба да ги надополни енергетските капацитети во државата, но употребата на мазут значи и поголемо загадување. Министерот за животна средина Насер Нуредини вели дека ќе се контролира квалитетот на мазутот, но и работата на овие капацитети. Во меѓувреме екологистите предупредуваат дека скапата струја, поскапените огревни дрва и кризата со енергенси може да ги натера граѓаните да согоруваат материјали штетни за здравјето на луѓето. Најголема опасност е горењето на гуми за грејење. Сме имале случаеви, значи порано да слушаме дека има семејства кои согоруваат се и се што, па и гуми, па и улје, па и се и се што, значи и тоа мислам дека може и пак да се очекува и да се врати во поголема количина поради тоа што и струјата поскапе, но и дрвото поскапе, значи а и пелетите и се друго. За жал би сакал да бидам оптимистичен, но воопште не сум и сметам дека зимата која доаѓа, која е пред нас, ќе биде уште позагадена од минатите години. Министерот Нуредини вели дека иако сме во енергетска криза, тоа не значи дека треба да се грееме со се што е можно. Побара граѓаните да бидат поодговорни во однос на заштитата на животната средина. Таа за жал реалност, ние сме во една енергетската криза, не само во државата, но во целата Европата. Тоа не значи дека сите можеме да има потреба да грееме за што е можно. Бараме сите граѓани да бидеме поенергиефикасен, да се зачуваме за енергијата. По-ефтина е да грееме со струја, уште, од тоа се уште палети и другите. Но тоа значи дека ако ние употребиме биомаса за грејање, да загрижиме кој квалитет е тоа и да не палиме се што е можно. Мислам дека сме свесни сите и ќе загрижиме за нашата околина, заради ако ние грееме што е можно, тоа значи дека ние сме прв кој ние ќе загадуваме нашите како се викам тоа, дети и фамилјари. Согласно законот за квалитет на амбиентниот воздух, општините заедно со централната власт имаат обврска да воведат соодветни мерки за избегнување, спречување или намалување на штетните ефекти од загадувањето на воздухот врз човековото здравје како и за животната средина како целина. Министерот за економија Кришник Бектеши денеска оствари работна средба со поглаварот на исламската верска заедница Шакир Фетаху. Бектеши на средбата побара ИВЗ да се придржува кон мерките за штедење електрична енергија. Имав одличен состав со рейсот на исламската верска заедница, каде што по мое барање денеска разговаравме во делот на енергетската криза со која се справува државата, се со цел да ја добиеме и поддршката од ИВЗ во делот на штедење на електрична енергија, поддршка која е многу важна во делот на покажување на општествена одговорност од страна на сите институции, но секако дека покажување на општествена одговорност на сите граѓани и жители на Северна Македонија. ИВЗ и во минатото покажале ваква општествена одговорност, им излеголе во пресред на
добрата кој ги имаме заеднички се со цел во овој момент да заштедиме електрична енергија. Јас сум убеден дека такви повици ќе придонесат и во делот на верниците, но и како добар пример за сите институции други кои треба да следат вакви добри примери, се со цел да заштедиме што повеќе електрична енергија, да немаме поголеми трошоци во нашите семејства, во нашите домаќинства, а секако дека за институциите да заштедат не само во делот на електрична енергија, да заштедат и во делот на буџетот на граѓаните и стопанството кој го полнат буџетот, било тоа на централна или пак на локална власт. Посебно зборувавме за нашиот придонес во рационално трошење на електрична енергија. Ние имаме традиција како исламска верска заедница, секогаш и порано и пред кризата, ние многу рационално го користиме електрична енергија, затоа што сите наши објекти се одржуваат од придонесите на нашите верници, така да многу малку се употребува електрична енергија во нашите објекти, само поради тоа да внимаваме за помалку трошење на енергија, значи штедња кај нас во верските објекти е и верска обврска, и општествена обврска, и индивидуална обврска и така натаму. Јас мислам дека со нашите зборови, со нашите состаноци, ќе помагаме и излез од кризата, меѓутоа и за што помалку трошење од буџетот на нашите фамилии, на нашите граѓани, верници и така натаму. Јас мислам дека во името на исламската верска заедница изјавуваме дека ќе бидеме во служба на помагање за надминување на сите проблеми, посебно проблемот за рационално трошење на електрична енергија. Автопатот Тетово-Гостивар полн со дупки и нерамнини. Неговата реконструкција повторно е одложена. Новиот термин на надлежните е идната година. Се чека избор на нова консултантска куќа па да се започнат подготвителните активности за реконструкција и проширување на автопатот Тетово-Гостивар. Повторно е одложен почетокот на активностите, иако претходно во неколку наврати беше најавен овој проект. Овој автопат или оваа делница е ставена во приоритетите на владата и во законот кој што е донесен во собранието за изградба преку стратешкиот партнер Бехтел. Имаше распишано постапка за избор на консултантска куќа и надзорен орган, пошто беше избрана и компанија која што ќе ги врши консултантските услуги, но поради тоа што не беше доставена банкова гаранција од страна на таа компанија во дадениот рок, таа постапка беше запрена и е распишена повторно нова постапка за избор на консултант и надзор кој што ќе ја следи градбата од самиот почеток до крајот на коридорот 8 и коридорот 10. Се работи за делницата Тетово-Гостивар, Гостивар-Кичево и Требениште-Струга-Ќафасан, како и од коридорот 10D автопатот Прилеп-Битола. Останува ова приоритет. Ние сме овде да ги решиме сите овие прашања кои што се јавуваат пред отпочнување со градбата, за да сме сигурни дека кога ќе започне градбата на автопатите ќе тече непречено и со добра динамика за да бидат завршени и во самиот рок. Така што автопатот Тетово-Гостивар, како и останатите делници, е приоритет и по завршувањето на постапките ќе се влезе во реализација, реконструкција и проширување на целата оваа делница. Подготвителните работи се очекува да бидат готови до крајот на годинава, а почетокот се најавува веќе идната година. Значи, ние во моментот кога ќе го избереме односно консултантот и надзорниот орган, тие ќе пристапат кон фаза на преговарање со компанијата Бехтел, за што имат и временски утврден рок, така што сите подготовки очекуваме да ги направиме до крајот на годината, потоа да се влезе и со постапките на проектирање, експроприација кај што е потребно и во текот на наредната година да видиме полн прогрес на работа на терен, заради тоа што тоа се многу значајни
патни правци за кои што државата е подготвена да издвои средства како никогаш досега и да ги реши конечно и ги затвори главните коридори, коридорот 10 и коридорот 8 на територијата на државата. Автопатот Тетово-Гостивар е во многу лоша состојба. Возачите се жалат на дупки и нерамнини на целата должина, а оштетена и заштитната ограда. Денес беше пуштен во употреба водоводот во село Камењане, општина Боговиње. Денеска на огромно мое задоволство, верувам и на задоволство на сите присутни овде, сме да пуштиме во употреба еден многу значаен проект за општина Боговиње, а тоа е водоводот во населеното место Камењане, каде што извршивме комплетна реконструкција на речиси 9 километарски цевковод, со кој што веќе граѓаните ќе добиваат чиста, здрава вода за пиење, нешто кое што во минатото представуваше голем проблем на ова населено место, но и на целата општина. Се работи за голем проект кој што е со вредност од преку 15 милиони денари, инвестиција на Министерството за транспорт и врски, со што драго ми е дека решаваме едно круцијално прашање за подобрување на квалитетот на животот на граѓаните. Можам да потенцирам дека освен овој проект кој што денеска означуваме завршување, и сакам да најавам уште еден многу значаен проект, а тоа е проектот за водоснабдување во населеното место Палчиште, каде што веќе сме во подготвителна фаза, избравме изведувачи, избравме надзорен орган и во текот на наредната недела е рокот кога ќе бидат воведени во работа изведувачите да започнат со реконструкција на уште еден систем за водоснабдување за ова населено место со вредност од преку 300.000 евра. Ова е нешто за кое што треба заеднички да се бориме, локалните самоуправи, централната влада, да изнаоѓаме средства, да креираме политики и мерки преку кои што ќе помогнеме во секојдневниот живот на граѓаните. Дополнително, преку проектот за локални улици и патишта, на општина Боговиње се ставени на располагање преку 700.000 евра, за кои што веќе имаме добра комуникација со општината и ги креираме приоритетите на општината преку кои што ќе влеземе и во реализација на неколку локални патишта со кои што ќе подобриме и во овој сегмент квалитетот на животот на граѓаните. Тројцата суди Мирјана Радевска-Стевкова од Врховниот суд, Зоран Герасимовски од апелационото подрачје Скопје и Ивица Николовски од апелационо подрачје Гостивар денеска ги дадоа свечените изјави во собранието, со што и официјално стапија на новите функции членови на судскиот совет. Како нови членови на судскиот совет, особено што сме членови избрани од судството, се надеваме дека ќе дадеме свој придонес во работата на судскиот совет, кој што е орган за заштита и се грижи за независноста и самостојноста на судиите, особено дека ќе придонесеме во изградбата на интегритетот на судиите со оглед на состојбите со довербата на судството во рамките на државата. Се надеваме дека со својата работа ќе дадеме придонес во изградбата на сето ова. Судскиот совет даде акцијски план и програма за спречување на корупцијата, една сеопфатна акција и за прв пат веќе терминот корупција не е толку апстрактен, може да се види сите форми се кажани на посредна, на непосредна корупција, ризик фактори. Дали ја разгледавте и дали веќе имате некоја идеја? Јас се уште го немам разгледан акцијскиот план. Прва работа ќе биде со тоа што би се зафатил да го разгледам тој акцијски план и нормално се надевам дека исто ќе биде спроведен во целост, како што донес. Секако, ќе има нови идеи, зависно од напишаното и предвиденото во акцијскиот план, меѓутоа нашата обврска знаеме дека ќе пристапиме одговорно и посветено. Така да се надеваме дека посебно ќе дадеме придонес во зајакнување на довербата на судството од страна на граѓаните. Две лица од Гостиварско лишени од слобода поради извршена тешка кражба. Пронајдена марихуана кај 4 лица од Долно Палчиште. Во билтенот на СВР Тетово регистрирани физички напади. Следуваат деталите.
Вчера околу 8 часот на нива во атарот на Тетовски Требош во местноста Капашница, собственост на 52 годишен жител на Тетовско Джепчиште. Полициски службеници на СВР Тетова пронашле 50 до 70 стебла канабис. Извршен е увид, подигнати се стебла за вештачење и се расчистува и документира случајот. Вчера околу 13 часот и 45 минути на нива во атарот на Тетовско Тејарце, собственост на жител од ова село, во местноста Лапов. Полициски службеници на СВР Тетова пронашле 55 стебла канабис. Извршен е увид, подигнати се стебла за вештачење и се расчистува и документира случајот. Полициски службеници на СВР Тетова вчера околу 14 часот на локалниот пат од Тетовско камењане кон селото Јеловјане лишиле од слобода 4 лица од Тетовско долно Палчиште. При нивен преглед им била пронајдена марихуана и дробилка. Трите лица и малолетникот во присуство на родител задржани се во полициска станица и по целосно документирање на случајот ќе им бидат изготвени соодветни поднесоци. Вчера вечер околу 22 часот и 30 минути во непосредна близина на клучката за Тетовско камењане, полициски службеници на СВР Тетова привеле 37 годишник и 28 годишник од Кумановско Ваксинце, затоа што при нивен и преглед на патничко моторно возило Volkswagen Golf 5 со кумановски регистарски ознаки, кој го правувал 37 годишникот. Им бил пронајден пиштол Ретай Барон ХК со празна рамка, за кој немале никаква документација. Пиштолот им бил одземен и по документирање на случајот ќе следува соодветен поднесок. Вчера вечер во 23 часот и 55 минути пак полициски службеници на СВР Тетова лишиле од слобода 47 годишен тетовец кој бил пријавен од неговата 45 годишна сопруга дека околу 19 часот и 30 минути во семејниот дом физички ја нападнал. Тој е задржан во полициската станица Тетова за расчистување и документирање на случајот. Полициски службеници на СВР Тетова, Оделение за внатрешни работи Гостивар, вчера во 16 часот и 30 минути и во 18 часот и 15 минути лишиле од слобода 26 годишник и 21 годишник од Гостиварски Добридол, поради сомнение дека на 16 овој месец извршиле тешка кражба во помош на просторија од куќа на 41 годишен жител на истото село, од која одзеле повеќе предмети. Одземените предмети се пронајдени и ќе му бидат вратени на сопственикот, а против двајцата осомничени ќе следуваат соодветни поднесоци. 62 годишен гостиварец вчера во 17 часот и 40 минути во СВР Тетова пријавил дека половина час пред тоа, пред влезот од стамбината зграда во која што живеат, физички бил нападнат од неговиот 71 годишен сосед. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Од СВР Тетово информираат дека вчера на поширокото полошко подрачје била спроведена акцијска контрола на моторциклисти во која били изречени вкупно 19 санкции. Вчера од 16 до 22 часот на поширокото полошко подрачје спроведена е акцијска контрола на мотоциклисти, во која биле откриени законски санкционирани вкупно 19 мотоциклисти, 12 во Тетово и 7 во Гостивар. Најголемиот број од прекршителите не користеле заштитни шлемови, односно кациги, а 5 ги управувале мотоциклите без возачки дозволи. 5 мотоциклисти без возачки дозволи веднаш се исклучени од сообраќај, а на сите прекршители изготвени им се соодветни поднесоци и ќе се соочат со предвидените парични глоби. Глобата за некористење на заштитна кацига изнесува 50 евра, а за управување без дозвола 250 евра во денарска противредност. Секторот за внатрешни работи Тетово со штеден апел до мотоциклистите да не возат повеќе од дозволеното, задолжително да користат заштитна опрема, која не само што е нивна законска обврска, туку е и неопходна за лична и безбедност на лицата што ги превезуваат. Гостиварецот Владо Глигоровски со свечен концерт ќе го одбележи неговиот 30 годишен музички јубилеј. На одбележувањето ќе гостуваат повеќе музички имиња од земјава, на концертот ќе настапи и културно-уметничкото друштво Браќа Ѓиновски од Гостивар. Концертот ќе се одржи на 21 септември со почеток од 19:30 часот во Центарот за култура Асном во Гостивар. Влезот е слободен. За прв пат Гостивар да чувствува еден концерт 30 годишен јубилеј на Владо Глигоровски во музичката кариера како солист на Македонската радио телевизија, и во тој спектакл на концерт значи ќе има во 3 блока поделен ќе биде концертот, значи ќе има изворни песни, ќе има чалгиски песни
и ќе има народни песни, од кои што сметам дека ќе биде добар одзив на моите сограѓани. Тука се поканети и сите општина Гостер, поканете се општина Мавро и Ростуше. И сакам да им посакам на сите гостиварчани да ме удостоат со нивното присуство, да ги слушаат убавите изворни чалгиски народни песни, за моја волја и моја чест со моите колеги кои ме удостоија да бидат гости. Круме Спасовски, Виданка Георгиева, Атина Апостолова, Дарко Билбиловски, групата Фаворити, фолклорот Браќа Гиновски и после тука настапуваме со последниот блок со Зуица Лазова, Наум Петровски и трите последни најубави фестивалски песни. Тоа е со дуетот на Атина Апостолова Љубиме сакајме. Втората песна ќе биде Каде одиш Ангелино за Илинден, посветена на ќерка ми Ангелина. И третата песна исто така фолк фестивал Лешок што беше, значи ќе биде посветена на внуката Бисера. За концертот билетите ќе бидат гратис, нема да се наплаќаат. Единствено може само да имаат желба да дојдат. Билетите ќе бидат Аскомерс спротив културен дом кај нас. До нас има и Тобако, промишлена лотарија на Македонија, може и тука да се подигнат, може и на телефон, значи има и во самиот влез вечерта ќе имат задолжен човек кој што ќе им даде билети. Значи ќе бидат бесплатни билетите, едино останува на нив желбата да дојдат и да се расположиме. Почитувани гледачи, тоа беше се за ова издание на регионалните вести. Имајте пријатен ден.